Судскиот процес јустиција, каде се обвинети поголем број судии и судски службеници вработени во Основниот суд Скопје е еден за злоупотреба на службената положба. Денеска и покрај штрајкот на судската администрација која е на сила, во Битолскиот основен суд се стави на маса со цел отварање на главната расправа. Адвокатите на одбраната дојдоа, но не го почнаа судењето заради, како што рекоа, констатирање на неисполнети нужни законски претпоставки за да почне процесот. Списите на предметот што обвинителот од Скопје го пренел на овој суд, немаше неколку докази кои се битни. Имено, прво, немаше одлука за симнување на имунитетот на судиите против кој се води ова постапка. Ја не би се противил, би сакал да суди овој суд, но законски не може да суди. Тоа мора да се расчисти. Ние сме професионалци, не работиме на било какви работи, не сме општи така просечни, што го знаеме ја и колегата многу добро законот. Скопскиот суд ја покренал истрагата, ја спровел истата, дури и судија на претходна постапка определил мерки на предпазливост. Се случија спогодбите, се подготвил и обвинителен предлог. Неколку пати се јавиле во судот. Тогаш по желба на судика на Основен 1, каде што апелација одби, Врховниот суд ја исполни желбата и го префрли и вика: сега Битола нека вади коштани од оган. Што е нечесно. И е противзаконито, затоа и поднесовме кривични пријави и за сите членови на судскиот совет, за сите суди на Врховен суд кои решавале по ова, за судиката од прв степен и јавниот обвинител и судиката на претходна постапка. Основниот јавен обвинител од Скопје предметот го пратил на својот колега од Битола и му наредил, вели Давидовиќ, да постапува по предметот, што законски не било можно, истакнува тој, додавајќи дека такво право има само републичкиот јавен обвинител. Еден од моите клиенти кој се суди се повика на имунитет. 17 дена покасно и беше симнат имунитетот, но само за истрага. Никој не достави решение за симнување на имунитет за водење на судска постапка. А особено се воделе посебни истражни мерки против судиите, но нигде нема дозвола од судскиот совет против судија да се прислушкува, да се следи. Страшно е ова што се случува, се надеваме ќе биде подобро еден ден. Додека сите барања на одбраната не бидат исполнети, двајцата адвокати истакнаа дека јустиција нема да почне со судење.